Остри реакции од Скопје до Лисабон откако државната секретарка за европски прашања на Португалија Ана Паула Закаријаш на брифинг со новинари во Брисел изјави дека северно-македонскиот јазик некогаш бил дел од бугарскиот јазик. Шефот на државата, кој е во официјална посета на Хрватска, земја членка на Унијата, изјавата ја нарече длабоко погрешна. Од историчари кои се бават со политика, полоши се само политичари кои се обидуваат да толкуваат историски епохи. Јас навистина искрено жалам заради длабоко погрешната изјава на португалската министерка, која во суштина ги подкопа сите напори кои незиниот колега од истата влада, да Силва, ги правеше месеци наназад, за на крајот на тоа 6-месечно председателство да излезе со еден одличен балансиран предлог кој водеше сметка за виталните национални интереси и на Северна Македонија и на Република Бугарија. Добрата вест е што португалското председателство заврши. Јас се надам дека нашите пријатели од Република Словенија, кои го преземаат кормилото на Европската Унија следните 6 месеци, ќе продолжат долж истата патека со полно уважување на виталните национални државни интереси на двете страни. Вице-премиерот за европски прашања, како и министерот за надворешни работи, вчера во неколку наврати контактирал со надлежните во Лисабон, од каде добил уверување дека Португалија, која денеска го финишира председавањето со ЕУ, не ја менува позицијата во однос на македонско-бугарскиот спор, поради кој земјава не може да почне преговори за членство. За мене лично ова беше прилично несреќна изјава. Изјавата апсолутно не го отсликува ставот на Лисабон, кој што останува на линија на португалскиот предлог и беше изразено жалење. Според Димитров, португалскиот предлог се потпира на предлог преговарачката рамка што ја предложи Европската комисија. Чиста формулација за македонскиот јазик дополнета со унилатерална изјава на Бугарија во однос на незината позиција. Председателот на Хрватска, едно од земјите најголеми поддржувачи на пристапувањето на Северна Македонија во Унијата, смета дека европски министри не смеат да си дозволат такви гафови. Мотивите на Бугарија пак Милановиќ ги нарече опортунистички. Таа изјава од една министрица пред се резултат незнаење. Таа изјава од една министерка е пред се резултат на незнаење, но и на невнимателност. Не сакам да бидам невнимателен и со моите изјави да и наштетам на Македонија. Тоа не е моја намера или желба. Рецимо аналогија. Да повлечам една аналогија кога станува збор за идентитетот и правото на собствен идентитет. Што би се случило кога Хрватска би го довела во прашање црногорскиот или бошњачкиот јазик? Тие јазици постојат и станува збор за идентитетот на една држава и една заедница. Кога ќе влезете во интимниот простор на една држава и изборувате за деликатни прашања како право на име, право на јазик, тоа никогаш не завршува добро, особено ако мотивите се опортунистички. Од утре председавањето со Унијата го презема Словенија, членка која е за натамошно проширување, но и земја која добро ја познава сензитивноста на Балканот за идентитетските прашања. Но за Љубљана да се вклучи во посредувањето, прво треба Бугарија да одржи избори и да успее да формира политичка влада. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.